Почитувани граѓани, и денес, после синоќешниот митинг на ДПМН, нема ништо ново да откриам, ако кажам дека Зоран Заев е иднината на нашиот град. Се виде синоќа. Додека Зоран Заев го полни плоштадот на општина Струмица, како и спортската сала со граѓани од нашата општина, Васил Пишев го наполни со граѓани од Охрид, од Скопје, од Кочени, Битола и да не набројувам понатаму. Всушност се потврди фактот дека на струмичани не им се допаѓа Васил Пишев. Се потврди и фактот дека дефинитивно и на Груевски не му се допаѓа Васил Пишев. Ако му се допаѓаше, по втор пат ќе се потрудеше да го удостои со навремено доаѓање, а не со неколку часовно вообичаено доцење. Од друга страна пак, верувам дека и на Пишев не му се допаѓа Груевски, оти ако доволно му веруваше и како пратеник, и сега и како кандидат за градоначалник на општина Струмица, немаше да го носи семејното богатство во друга држава. Ако беше доследен како вистински патриот, онака како што Груевски го третира, сите 70 милиони и 200 илјади денари или 1 милион и 300 илјади евра ќе ги вложеше тука, во Македонија, или пак, зошто не, во општина Струмица, да вработи своји сограѓани, да им го олесни животот на неколку семејства во својот град и на крај да докаже дека е кадар. Ама не е така. Анкетниот лист за неговата имотна состојба кажува се: скоро 3,5 милиони евра имот, половината од тие Васил Пишев ги носи преку граница и ги остава во Бугарија. Добар политичар, македонски пратеник, а уште повеќе, многу повеќе голем македонски патриот. Добар домаќин, почитувани граѓани, не си го преценува и омаловажува својот дом, а најмалку пак својата држава. Над 1.300.000 евра Васил Пишев ги вложи во Благоевград. Тој ли е доказот од и владата и Груевски создаваат отлична клима во Македонија за домашни и странски вложувања. Затоа и кандидатот за градоначалник на Струмица и гради иднина во Бугарија. Тогаш имаше ли потреба, господине Пишев, да се кандидирате тука во Струмица? Господине Пишев, одговорете им на струмичани и вашите поддржувачи кои имаат доволно причини да не излезат да гласаат за вас, колку татковини имате? Која држава повеќе ја носите во срцето? Македонија или Бугарија? На крајот, срамно е еден пратеник, а одозгора и кандидат за градоначалник, постојано да ги крши законите за кои што и самиот гласал. Да постапува кога сака и што сака, да поставува кога сака и што сака на јавен простор, кога во исто време неговите сограѓани уредно поднесуваат барања до општината. Срамно е кога еден пратеник и сега кандидат за градоначалник, без никаква тронка совест, делејќи им балони и не знам што ли уште не, да врши злоупотреба на деца во својата изборна кампања. Еве, ги имам сликите, доказот за сето тоа. Но, почитувани граѓани, Струмица знае дека имате многу пари, ама и знае дека со пари се не се купува. Благодарам.